Председателе, почитувани колешки и колеги, најпочитувана јавност. Се ближи нова година и јас ќе се обидам и говорот да го адаптирам на тоа. Кога ја споредувам атмосферата за време на донесувањето на буџетот, таа нашава повеќе наликува на онаа во грчкиот парламент во улито, одошто во шведскиот, односно во Рикстагот. Зошто? Зошто е насочена најчесто власт, опозиција против власт, што е највидливо од репликите и многу често наместо диалог околу амандманите или околу предложените решенија, атмосферата наликува на арена, на гладијаторска арена. Се разбира, јас не сум експерт во финансии и буџет, но не можам да не кажам дека редовно одам кога се расправа за буџетот на оваа комисија и таму има експерти од сите страни. Не може да не кажам дека не звучи експертски Бојан, не можам да не кажам дека не звучи експертски Елми Азири, или Атна Назири, или Илире Даути, или Бедри Фазли, или Марија Георгиева, или Диме Велков. И самата се извинувам доколку сум соучествувала во креирањето на таквиот амбиент, гладијаторски наместо волтеровски. Не можам да не кажам, го гледам пред мене министерот, дека голем исчекор направи овој пат расправајќи за буџетот, иако просторот маневарски негов, како на некој кој е експерт во оваа област, не е многу голем и широк. Зошто? Бидејќи сепак и овој буџет, како и претходните, не секогаш е померка на граѓаните, туку многу често е померка на пазарните политики внатре во владата. Но неговата смиреност, посветеност, понатаму она што го направи, спремност да прифати амандмани, навистина е голем влог. Исто така не можам да не му дадам признание на колегата од десно, Јован Митревски, зошто за способноста за кооперативност во креирањето на заедничките амандмани, тогаш кога аргументите навистина беа во ред. И мислам дека тоа е нешто што треба почесто да се прави, мал шведски чекор во парламент што наликува, реков, на грчкиот, па и на англискиот. Она што не турка нас во ваква атмосфера, во политичката наука е познато како хистерија на малите разлики. Изразот не е мој, мислам на оној резултат 8-7, 8-6, кога разликите се привлекуваат, изгледа, не признаваме дека сме слични во темпераментот, кога треба разум, ние размислуваме, а не се размислува со емоции. Значи, уште еднаш се извинувам, доколку и јас во тоа учествувам. Марија ја гледам и ме подсетува на тоа, нејзиниот лик. Значи, се додека буџетот е одговор на прашањето што го поставил еден чувен политиколог Ласвел, кој, кога и како добива, ние нема да соработуваме, нема да трагаме по консензус, туку ќе ги браниме договорените решенија. Значи, од мојата куса трилогија, ова е првата.
Што сакам во вториот дел да кажам? Нешто околу посебниот предмет на мојот интерес, зелената агенда и образованието. Јас веќе читав, нема повторно да читам, дека тука ни е лесно нам или полесно, зошто? Бидејќи инклузивниот пристап, соработката со Зелената коалиција, неформалната со О2, се разбира, ни овозможува духовна храна, бидејќи 10 и повеќе амандмани дојдоа од нив. Не беа прифатени сите, некои од нив прифатени во видоизменета форма, но она што мене тука ме загрижува е дека многу често го слушавме одговорот, кога баравме конкретно да видиме каде ќе одат средствата, одговорот беше дека распределбата ќе биде конкретизирана со програмата за зелен развој, што ќе ја изработи Генералниот секретаријат на владата. Извинете, ама ова е за верувале или не. Апсолутно Генералниот секретаријат на владата нема никаква врска со зелена агенда, тоа е, се разбира, Министерството, и тука повторно укажувам на забелешката во извештајот дека отсуствува, кога е во прашање зелената агенда, координацијата. Ако немате надлежен орган што ќе одлучува за средствата, тогаш нема да има ни одговорност. И тогаш многу лесно зелената агенда може да се трансформира во нијанси на сиво или дури и на црно. Значи, затоа јас очекувам за ова да прозбориме и на Комисијата за европски прашања, бидејќи таа е најнадлежното тело за разгледување на извештајот покрај Националниот совет. Ке потсетам повторно на извештајот, бидејќи мислам дека е многу важно. Тамо се вели во делот за во кластерот 4 кај зелената агенда дека за административните капацитети треба да зајакнат и дека стратешките и акциските планови и законодавството мора да бидат кохерентни со начелата на приоритетите на зелената агенда. Тука ние имаме голем проблем. Секоја година слушаме за реформа на јавната администрација и на државната, за систем на заслуги, склучително и кај повисокото раководство, меѓутоа партизацијата е главна карактеристика. Видовме деновиве во освежувањето на коалицијата со алтернатива, каков парадокс, алтернативата на оваа власт сега ќе стане алтернатива на алијансата, во чија алијанса со која беше во алијанса. Значи, големи парадокси. И слушаме пазари од типот 200 вработувања, 10 директори, да го кажете тоа во било кој парламент, ќе биде страутно критикувано. Ако нешто треба да се направи во администрацијата, не беше направено, може треба она што се нарекува ветинг, а и нешто друго предлагам, антикорупцијска, да направи еден регистар, список на фамилиарни врски во администрацијата, државна и јавна. Мислам дека македонската јавност ќе се шокира кога ќе види како фамилиарно се трошат парите од буџетот. Не можам да не го споменам поглавието 27, веќе го споменав посредно, животна средина и климатски промени, во кое што јасно стои дека минатогодишните препораки не беа спроведени. Се плашам дека повторно до година истава оваа констатација ќе биде повторена. Зошто? Заради недоволни административни капацитети на сите нивоа. Значи, мора вели да се подобри спроведувањето на директивите за проценка на влијанието врз животната средина, а особено да се зајакнат процесите на консултација со јавноста, односно дијалогот со граѓанското општество. Па сега, ако имате наместо редовно скратена постапка, зад европското знаме ќе се крие балканско однесување.
Исто така, во извештајот се инсистира на зголемување на ефектот на собраните средства. Меѓутоа, зошто? Зошто констатацијата е дека има мал напредок во мобилизацијата на наплатените приходи, како и управувањето со јавните инвестиции. Мислам дека ова е сериозна забелешка и има врска со слабиот капацитет на нашата администрација. Не сум економист, меѓутоа учам од економистите и кај економските критериуми се потенцира деловното обкружување, дека е отежнато заради зголемен обем на неформална економија. И сега деновиве јас во онаа поплава на кобожем диалог меѓу различни аналитичари, одеднаш гледам еден сериозен диалог во кој што учествува Виктор Мизо, професорот Треновски и директорот на Джонсон Мети. И што велат тие, како, што е најслабата наша страна, а што мора да направиме за да привлечеме директни инвестиции, оти многу слушам деновиве директни инвестиции, најголеми и слично. Под 1, нула корупција, страшен проблем имаме. Под 2, добро образование, страшен проблем. И јас предлагам ветинг во високото образование. Тврдам дека имаме пара универзитети, пара факултети, квази доктори на науки, квази професори и дека тамо се одлеваат огромни средства. А кога јас со години барам средства за финки, чиј кадар е многу компетитивен, и факултетот за физичка култура, редовно добивам одговор дека имало некои правни проблеми, а пазете, обата се во карабина и наместо да пресече Министерката за образование некоја лента, објектите се под забот на времето. Кога ги споредувам примањата на универзитетите, исто имам проблем. Најдобриот универзитет најдолу стои. Третото што велат сите, дерегулација, ама ние имаме пререгулација и кај дерегулацијата велат владење на правото. Сакам сега во третиот дел што препорачувам јас. Прво, во септември да стигне овде буџетот, како што стигнува во сите европски парламенти и тука сме усогласени со министерот, а не во септември ние да правиме ребаланс, а во декември наврат наглава да расправаме за буџетот. Второ, кон следниот буџет или кон следната измена, ребаланс, да биде приложена родова изјава со родово знаме, одговорно тврдам. Зошто? Затоа што со измената на законот за буџетите мора внатре да внесеме еден европски елемент, значи родово сензитивен буџет, точно по области со родови индекси, за да видиме ние дали навистина некој е спремен да ја искористи фрлената, заборавената енергија на многу луѓе во оваа држава. Понатаму, предлагам да се преиспита со односот на времето за амандманите и времето за начелната расправа. Зошто? Зошто за нас велат, како и за грците, дека наликуваме на театар, антички театар, кога расправаме за буџетот, за разлика од Шведска, Германија, каде што велат дека е многу работна атмосферата и дека наликуваат на едно работно тело. Се надевам исто така дека сме спремни да преминеме кон инклузивен наместо ексклузивен процес на донесување на буџетот, што значи дека сме спремни да ги вклучиме експертите, невладиниот сектор, коморите во расправата. Зошто? Многу пати велам, не сме ние ренесансни и вчера личности. Кога ќе чуеме знаење и аргументи, веројатно поодмерено ќе креваме рака. Значи, ни треба think tank, логистичка подрска, оти сега повеќе наликуваме на тенк, одошто на тинк. Например, еве ќе ви дадам пример.
Ако антикорупцијска испратила допис до нас, дека средствата не се добро проектирани, би сакала да ја чујам аргументацијата. Истото важи и за агенцијата, истото важи и за Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Понатаму, од 223 амандмани, за кои колегата Јован рече дека се најмалку, 11 беа прифатени. Што е она што јас, кога сега учам за буџети, морам да кажам, забележувам. Видете, секој амандман има право на граѓанство. Не може вие да стигнете само до 53-тиот амандман и другите да ги фрлите во кош. Како тоа го прават во некои држави? Ги гледаат амандманите заедно, разговараат и потоа го делат времето за да може да не останат образованието, здравството или со културата на крајот, иако се најважни за малите држави, туку да го имаат должното внимание. За законот за буџет кажав, најважното на крајот. Вака ние велиме во политичките науки дека владите паѓаат при гласање доверба, при гласање за недоверба, но и при неизгласан буџет. Ние така не се однесуваме. Значи, ако не се изгласа буџетот во некој парламент, владата паѓа. На крајот што сакам да кажам? Буџетот значи распоред на позајмени пари од граѓаните, кои мора домакински да се распоредат. Секоја реформа започнува од себе. Не можам да не кажам уште еднаш дека во услови на кризна состојба, која за жал кај нас секогаш оди рака под рака со криза, што е признание дека исклучокот станал правило, опасно правило, оти основната формула за кризна состојба и за вонредна е дека е тоа рај за власта и пекол за граѓаните заради закана по човековите права и заради можност парите да се тураат и претураат од каде кој како сака, без да биде тоа во една редовна постапка на која и згора и контролирана постапка. Значи, ако потенцирам, уште еднаш прогласивте незаконски и неуставно кризна состојба за цели 6 месеци, непознат феномен во парламентарното и во уставното право, тоа е признание дека државата ни е во криза. Значи, потенцирам и кога не се прогласува кризна состојба, Словенија не прогласи вонредна состојба, во Хрватска имаше тешки протести против тоа, државата имаше имунитет да се справи со проблемите. Реков, иде нова година, затоа јас мислам дека добро треба да размислиме при преминот од една во друга година, да не ги повторуваме истите грешки, да ги повториме добрите лекции, за тоа има шанса, мислам дека има и капацитет, само што ние бесплодно си го трошиме времето, реплицирајќи си едни на други за прашања што немаат врска со буџетот, наместо да учиме од оние кои се експерти од оваа област, да ги соочиме идеите и аргументите и тоа да резултира со буџет по мерка на граѓаните, чии пари ги трошиме, а не по мерка на власта, бидејќи, знаете што велат, дека сме една од најнесрекните нации, ама велат дека во вакви услови најсреќна е власта, за жал. Тоа мора да се смени. Благодарам.